И ако во оваа држава не дојде некој човек кој што ќе биде непартиски ориентиран, кој што ќе се залага на вистина за да направи некои здрави промени во општеството, не и се пишува добро ни на оваа држава. Затоа што од еден во друг политичар, како што можеме да видиме, нема политичар, нема човек кој што ќе го спречи злото. Туку луѓето немаат свест, немаат знаење за злото, а немаат ни самите политичари и они се повеќе ќе го дозволуваат. А со се поголемо дозволување на злото во општеството, еве како што се дозволи таа градежна мафија, како што се вгнезди таа градежна мафија имаме на секој чекор, така ќе се вгнездува во секој чекор и злото, ако човекот не стави стоп. А стоп може да се стави само ако колективот каже стоп на ова што се случува и се врати кон Бога и малку се разбистри во главата, се освести и каже стоп, не може вака затоа што ми се важни моите дечиња. Ми се важни моите внучиња утре да живеат еден нормален живот, а нема да го живеат ако влегуваат во корпорации, во компании кои што ќе ги заглавуваат и ќе буквално ќе живеат како робови. Еве, сега имаше актуелно е на TikTok, го гледам како мода, се снимаат луѓево што работат по светот во корпорации, во компании, како ми поминува еден ден на моето работно место и се снима, ќе стане, не знам, во 5:30, ќе се нашминка, ќе излезе, па ќе оди на метро, па ќе влезе во канцеларија и таму. Што се случува? Значи, луѓето само на компјутер. Значи, единствената онака променлива, интересна страна има првите 2 сати кога ќе излезат од домот, бидејќи тогаш се сочуваш, нели, се спремаш, ќе се облечеш, ќе излезеш од дома, метро, ваму таму и потоа 8 сати си ти роб вака на компјутер, идеме до 12 часот, па иде пауза и каде оди на паузата? Оди до некој ресторан, брза храна ќе купи, ќе си ги дае парите за брза храна и се враќа пак како на компјутер како роб. И пак после ќе дојде 4-5 сати, демек се спрема, он исцеден, замислете енергијата таму сите, никој не е среќен, реално никој не е среќен таму, бидејќи тоа не е суштината на среќата на човекот, бидејќи среќата на човекот доаѓа од буквално да бидеш слободен, да ти да си го организираш времето, ти да бидеш, ако сакаш да направиш пауза кога и да сакаш, ти да го работиш она што тебе ќе ти исполни, што тебе ќе ти донесе некакви вредности и плодови со твојата енергија што ја вложуваш и на крај ти да се реализираш низ тоа. А овде го нема тоа. Луѓето се лажат дека ќе го најдат или дека го добиваат и се лажат целиот живот. И имаш се враќа после работа дома, оди во теретана, дошло 8 сат, пак ќе нарача брза храна бидејќи нема време ниту да испазари, ниту да си направи нешто, некогаш може би со исклучок има генерално животот вака тече. И што е тој живот? Ја ги гледам си викам, овие не се свесни дека се робови.